Малолетни деца се најчести жртви на трговија со луѓе. 7 од 8 жртви во Македонија имаат под 18 години, кои се лесна мета на криминалците кои го користат интернетот за остварување на своите цели. Од 8 жртви на трговија со луѓе кои се бележат годинава, една е конкретно жртва преку онлайн комуникација. Како криминалци, како луѓе кои што го вршат кривичното дело, овозможуваат поголема анонимност преку користењето на онлайн комуникацијата и поголема профитабилност. И заради тоа криминалците се повеќе се ориентираат кон регрутирање на жртвите преку компјутерската технологија, преку онлайн комуникацијата, се повеќе се ориентираат на контрола на жртвите преку онлайн комуникацијата. Родителите треба да водат контрола на кој начин децата го користат интернетот, апелираат надлежните. Истовремено најдоброто решение го гледаат во добри стратегии за подигање на свеста кај децата за ризикот од интернет и како безбедно да се користи. Пред, да речеме, 10 години, кога жртвите беа од 16 години нагоре, денеска жртвите се веќе од 10 до 17 години. Најголем дел од нив стапиле во контакт со лица кои што не го познаваат, а подоцна и оствариле, дел од нив и оствариле физички контакт со такви лица, е загрижувачки и ги доведува децата во голем ризик. Во рамки на одбележувањето на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе 18 октомври, надлежните ќе делат информативни брошури низ 33 училишта во земјава. Според последниот извештај на Американската амбасада, Македонија се уште е во ниво 2 за стандардите за трговија со луѓе и изразуваат загриженост по однос на соучеството на службени лица во кривичните дела на трговија со луѓе.